Добро вечер, почитувани гледачи. Ова е дневникот на КТВ телевизија, а во прилог на станите на денот. Завршна конференција за проектот Партнерство за подобрување на квалитетот на воздухот во Западен Балкан. Општина Кавадарци е дел од овој проект кој е во организација на УНИЦЕФ, Шведската агенција за заштита на животната средина и Шведскиот метеоролошки и хидролошки институт. Општина Кавадарци учествува на завршната регионална конференција Партнерство за подобрување на квалитетот на воздухот во Западен Балкан, која се одржува во Сараево, Босна и Херцеговина, во организација на УНИЦЕФ, Шведската агенција за заштита на животната средина и Шведскиот метеоролошки и хидролошки институт. Како една од општините од Западниот Балкан, избрани да ги презентираат своите искуства, општина Кавадарци ги представи мерките што ги спроведува за намалување на загадувањето на воздухот, резултатите од мерењата и анализите на квалитетот на воздухот, како и изработениот инвентар на емисии. Учеството на конференцијата на општина Кавадарци ја потврдува посветеноста кон подобрување на квалитетот на воздухот и заштитата на животната средина. Плазма спортски игри за млади на градскиот плоштад во Кавадарци. Повеќе од 700 дечиња од Кавадарци, Неготино и Росоман се дружеа и надпреваруваа во 10 спортски дисциплини. Навистина се радувам дека спортот обединува, спортот не прави подобри луѓе и токму денеска сите овдека се собравме во Кавадарци да пратиме една многу силна порака. Дека Македонија има навистина добра иднина. Сакам да упатам јавна благодарност до општина Кавадарци, до моите драги колеги од Општинскиот училишен сојуз кои со изминатиот период безрезервно работеа за уште еден успешно организиран настан токму овдека во Кавадарци. Кавадарци покажа дека е навистина одличен домакин, Кавадарци покажа дека, како и секогаш, дека вложува во спортот, особено во училишниот спорт, спортот на најмладите. Кавадарци е град во кој што израснале најголемите спортисти од областа на сите спортови, нашите најголеми амбасадори. За мене Кавадарци буди посебна емоција затоа што токму овдека моите училишни почетоци во кошарката ги започнав. Тука ги започнав моите пријателства кои што траат и ден денес. Вие преку Плазма спортските игри за млади имате шанса подеднако да учествувате, да се дружите, да се надпреварувате, да го покажете ферплеот, еднаквоста, толеранцијата. Драги деца, ви посакувам убав ден, полн со насмевки, со нови пријателства, да се заминете дома со убави спомени, да победи најдобриот, да победат најдобрите, а како што кажа нашиот водител, може да откријам тајната. Дека најдобрите заменуваат во месец август во Сплит на големото завршно финале. Ми представува огромна чест и задоволство што како градоначалничка на општина Неготино сум присутна помеѓу вас и сум дел од денот на спортот, кој што се одржува во рамките на Плазма спортските игри за млади, на кој што учество ќе земат исто така и учесници од основните училишта во општина Неготино. Станува збор за најголемиот аматерски спортски настан за деца и млади во Европа, кој што годинава за прв пат се организира во Република Македонија. Учесниците се надпреваруваат во различни дисциплини и секој од нив носи многу возбудување и неизвестност. Покрај спортската димензија, станува збор за проект кој што има исто така и социјален карактер, бидејќи на овој начин преку спортување и другарување, младите се поврзуваат, се запознаваат и се забавуваат. Благодарение на одличната соработка која што ние како општина Неготино ја имаме со Министерството за спорт и Федерација на училишни спортови на Македонија, особено председателката Елена Мицковска, денеска и учениците од нашата општина се дел од новото поглавје за младинскиот спорт во земјава и заедно со своите врсници ќе може да се надпреваруваат, учејќи за важноста на физичката активност и соработката, како и да го доживеат спортот како безбедна и охрабрувачка средина.
На сите учесници им посакувам успех на спортски план и нека победат најдобрите и најподготвените. Денеска, како градоначалник, ми е особена чест и задоволство што во општина Кавадарци, заедно со Федерацијата на училишен спорт на Македонија и со нашите партнери, после 3 децении имаме можност да и во Кавадарци бидеме во духот на спортскиот надпревар, во духот на заедницата и во духот на дружењето. Денеска, како дечија кои што се тука, со ова насмевка и со овој обем, очекувам да се стекнете и нови пријатели, да имате заеднички дружби, заеднички успеси и спортот не е само победа, него остава трајни вредности во својот живот. Уште еднаш сакам да заблагодарам и на Федерацијата и на спонзорите за овој ваков настан кој што од голем карактер, од големо значење за спортско Кавадарци, од големо значење за нашите најмили, за нашите деца. Нека ни е честит денот, го прогласувам направо за отворен и очекувам добар резултат. Тридневна изложба во Кавадарци посветена на лицата со посебни потреби. Денес сме тука не само да ги разгледаме изложените дела, туку да испратиме важна порака дека секој човек заслужува почит, еднакви можности и место во општеството без предрасуди и дискриминација. Лицата со попречености секојдневно се соочуваат со бројни предизвици, но најголемата пречка честопати не е физичката бариера, туку стигмата и погрешните ставови што ги создава самото општество. Токму затоа, оваа изложба има за цел да поттикне разбирање, прифаќање и солидарност. Преку изложените содржини имате можност да ги запознаете приказните, талентите, способностите и достигнувањата на лицата со попречености. Тие не бараат сожалување, туку еднаков третман, почитување на нивното достоинство и можност целосно да учествуваат во сите сфери од животот. Затоа да ја искористиме оваа можност, заедно да размислиме како секој од нас може да придонесе за поинклузивна заедница, односно заедница во која различностите не се причина за поделби, туку богатство што не обединува. Затоа ви благодарам за вашето присуство и денешната поддршка. Нека оваа изложба биде потсетник дека општеството без стигма е општество во кое секој човек има право да биде виден, слушнат и вреднуван. Оваа изложба е дел од проектните активности кои што се спроведуваат преку проектот Соочување со предизвиците и стигматизацијата, кој што го спроведуваме заедно со нашите партнери, Порака од Неготино и Сдружение на лица со церебрална парализа и други попречености од Велес, преку Civica Mobilitas, со финансиска поддршка од страна на владата на Швајцарија. Кога беше представен проектот, без размислување прифативме да бидеме дел од него, затоа што мислиме дека заслужуваме да бидеме дел од него, заради тоа што откако ќе ги разгледате нели фотографиите, ќе видите дека и лицата со попречености се дел од ова секојдневие. Исто како и другите, сме дел од спортскиот, од културниот, од музичкиот, од политичкиот и од сите сегменти што го прават нели живењето во Кавадарци и пошироко. Со самото тоа дека нели насловот е стигматизацијата и пристапноста, ќе видите дека овие лица без разлика на се што се врти околу нивната страна и се што ги притиска како нели предизвик во нивното живење, сепак се доста успешни во сите сегменти каде што можат да учествуваат. Значи, они само бараат да има пристапност, да му се даде шанса, а они потоа знаат да искористат таа шанса, знаат да ги покажат своите квалитети и знаат да вратат на една позитивна насока и испрачи една позитивна порака дека сме сите заедно, дека сите можеме заедно и дека се што правиме, сепак правиме заедно. Тука има доста, како што рече Александар, доста приказни од нашите животи. Многу од глумците што се на овие фотографии се меѓу нас тука, тоа беше и поентата. И сите оние други да видат дека
заедно ствараме, заедно сме успешни на сите полиња и заедно можеме многу да направиме, пак ќе речам доколку ни се даде шанса. Секој кога ќе оди од тука дома да испрати една порака дека нели ги рушиме заедно сите стигми, ги рушиме предизвиците и го правиме попристапачно секое место за живење во град Кавадарци. Пред се сакам да напоменам зашто е ден на стигматизацијата и што значи стигматизација. Сигурно знаете колку глочка е една етикета на било што, дали на фармерка, дали на палто, дали било што, и таа етикета после гледам што побрзо да скиниме. Ама има една внатрешна етикета, која што со текот на времето забораваме таа глочка, ама не толку колку што таа надворешната етикета. Е така и таа стигматизација што моментално се случува во целиот свет, не само кај нас, туку во целиот свет. Затоа заедно со Екоживот пробуваме да ги надминеме тие бариери, тие пречки кои што ги има во денешницата и во секојдневието. Стигматизацијата не е од сега, значи од многу одамна, само не е напомената како стигматизација. Првично започнува кога имаме подела помеѓу машко и женско, кога женското веќе она неспособно, не е колку машкото. Се гледа, значи за 8 март се имат изборено. Во минатото истото продолжува стигматизацијата и со црнците, значи бели или црни луѓе. Тука затоа имаме и еден пример со Барак Обама. Сега таа типка стигматизација кога се работи за лица со попреченост беше многу стисната во минатото. Гледаме заедно со помош на КСР и со Екоживот тоа едноставно да испадне на виделина, за да може полесно луѓето со попреченост да, иако ги имат можностите за се како луѓе, само едноставно се на некој начин етикетирани, а не дека не можат. Само на тој начин. Се надевам дека ќе бидете инспирирани многу приказни тука, од многу слики и ви посакувам убава и успешна вечер. Во тек се активности за поплочување во село Дреново, со што се уредуваат јавни површини на вкупна површина од 600 метри квадратни. Со реализацијата на овој проект значително се подобрува инфраструктурното уредување и се создаваат подобри услови за жителите на ова населено место. Винскиот музеј во месец мај бележи исклучителна посетеност. Оваа институција изминатиот месец ја посетиле 780 посетители, од кои околу 300 биле странски државјани. Месецот мај беше исклучително успешен месец за Винскиот музеј за регион Тиквеш Кавадарци и донесе голем број на посетители во истиот. Музејот го посетија 780 гости, од кои околу 300 беа странски државјани. Вратите на оваа институција секогаш беа отворени за посетителите од различни земји, меѓу кои Соединетите Американски држави, Турција, Англија, Полска, Германија, Бугарија, Хрватска, Србија, како и за ученици од повеќе училишта од нашата држава. Особено радува фактот што интересот за Винскиот музеј постојано расте, а секоја посета представува нова можност за промоција на кавадаречкото и тиквешкото културно наследство. Одговарајќи на новинарски прашања за очекувањата од предстојната средба со високиот европски представник и дали може би постои можност за поместување на ставовите на владата во однос на уставните измени кои се услов за продолжување на преговорите со Европската Унија, премиерот Христијан Мицкоски беше дециден дека нема да подржи авантура без извесен крај, односно нема да направи поместување додека не добие гаранции дека во иднина ќе нема нови условувања од бугарска страна. Не фер и несериозно е да се очекува дека ние сега најнаш ќе дојде висок европски политичар и ние најнаш ќе промениме позицијата и готово сме ја завршиле работата. Тоа нема. Второ, треба сите да знаат дека без ВМРО ДПМН оваа работа не била. Ние може да имаме политички аналфабети кои што на дневна основа артикулираат тема колку да ја држат темата, бидејќи така им рекле, држат темата и мислат дека на тој начин ќе добијат нешто да ја поларизираат јавноста, но само губат. Ја не знам како него гледаат тоа дека само губат и ги
нарушуваат позициите на владата. Бидејќи јас кога би бил од страна на бугарската влада, кога гледам дека внатре имам човек кој ги урива позициите на владата, тогаш би си седел мирен и би се радикализирал. Зошто би барал решение? Така што имаме за жал такви политички аналфабети во опозицијата, национално исплакнати луѓе, кои што единствено нешто кој што сакаат да го направат е некој денар плюс по принципот на стабри политиките и така натаму, но ние таква политика не водиме и немаме намера да водиме. И третото, што е она кое што е пред нас е јасно, минатата влада прифатила, тоа е уставни измени, француски предлог, протокол 1, протокол 2 и така натаму, но ајде да видиме сега што е тоа што го има бугарската влада пред себе. А тоа се 14 пресуди од Судот за човекови права во Страсбург. Јас би пренел моje мислење дека најпрво треба да почнеме да градиме доверба да разговараме. Ние не разговараме. Доколку навистина ние треба со Европската Унија да разговараме, ние сме подготвени да разговараме, да почнеме да разговараме. Еве јас од тука би почнал. Тоа што можеме веднаш да го направиме. Значи тоа што не како да кажам обединува, не тоа што не разединува. А тоа е разговорот. Ценам дека во една демократско општество треба да се разговара. Тоа е прво. Второ, ценам дека треба да се посветиме на испораката во реформската агенда, каде што ние сме вистински фронтранери, а не останатите земји од Западниот Балкан, така што јас би зборувал за овие теми. За ВМРО не важат законите, наместо казна, срамна одлука за бодигардот на Мицкоски, обвинија на денешната пресконференција од опозиционата Социјалдемократски сојуз на Македонија. Скандалозна, срамна и понижувачка за секоја жртва на семејно насилство е одлуката за условна казна на бодигардот на Мицковски. Човекот која претепа сопругата и призна вина за насилство да добие условна казна е пораз за правдата, навреда за жртвите и јасен доказ дека блискоста до власта носи заштита од одговорност. Ова е порака дека за криминалната ВМРО, Мицковски и луѓето блиски до нив не важат законите. Таква порака испраќа оваа одлука на жртвите кои собираат храброст да пријават насилник, на жените кои секојдневно трпат закани, навреди и физичко насилство. Дека не се заштитени, дека ако насилникот е близок до ВМРО, ќе му биде простено, можат и жртвите да се чувствуваат безбедни. Не. Не беа ли доста за доцнетите постапувања на МВР во случаите кои завршија со убиства и самоубиства на жртви на семејно насилство? Згаснаа животи на мајка и малолетно дете и покрај 12 пријави до МВР за 2 години за семејно, физичко и психиско насилство врз младата Ивана. Насилник во Велес ја уби младата Росица и нејзиниот татко исто поради задоцнети реакции од МВР. Сириски убиец во Кумановско Старо Нагоричане уби 5 жени, додека 2 години биле игнорирани пријавите на жителите до МВР. Треба ли повторно да згасне нечиј живот и да читаме за жена која барала помош од институциите, а институциите не ја заштитиле? Треба ли уште едно семејство да биде уништено за некој да свати дека попусливоста кон насилниците не е правда, туку опасност за целото општество? Кога насилникот е заштитен, жртвата е оставена сама. Кога репер за пресуда е блискоста до власта, тоа е пораз за правниот поредок за државата. За луѓето од најтесниот круг на Мицковски и на ВМРО очигледно има привилегии, разбирање и попустливост. За нив не важат закони. Затоа ВМРО не сака и не ја спроведува реформската агенда. Не сакаат усогласувања со европските стандарди и европските вредности. Затоа што европското обвинителство не прави разлика меѓу обичен граѓанин и човек од обезбедувањето на премиерот. Европското судство значи еднаков третман за сите. Тоа ВМРО не го сака. Не сакаат неселективна правда, ред и функционален систем за да можат да прават криминали, кривични дела, а за тоа да не одговараат. Затоа повикуваме на обединување во фронтот на вистина и правда, да се стави крај на криминалните политики на оваа влада, за крај на самоволието на ВМРО, за правда, вистина и европска иднина на Македонија. Полицајците со истрошени униформи поради коруптивните тендери на Тошковски, обвинувања од левица.
Пропаднатиот тендер за набавка на униформи со контраверзната фирма Pamitex Team уште еднаш ги потврдува коруптивните шеми со тендери на десничарската власт, обвинуваат од Левица. Левица и претходно алармираше за скандалозниот тендер за униформи за специјалните сили, каде фирмата Pamitex Team беше регистрирана само 20 дена пред распишувањето на тендерот, без никаква историја на набавки. Ова беше очигледен аларм дека МВР на Тошковски ги елиминирало сите критериуми кои би гарантирале професионалност, односно тендер распишан без услов за претходно искуство, без услов за минимум приходи и без проверка на реалните капацитети на фирмата. Понатаму во соопштението од Левица се наведува: токму ваква фирма доби тендер од 1.710.000 евра, тендер за кој Тошковски потврди дека е раскинат поради жалба на второстепена комисија. Поради наместени критериуми и тендер шеми за подобни фирми на Тошковски и после 2 години власт, полицијата не може да добие нови униформи. Рече си и да нема јавна набавка во МВР која не е проследена со контраверзии и сериозни сомнежи за корупција, зашто директен виновник е токму министерот Тошковски и неговите лукративни апетити. Наместо професионална и подготвена полиција, власта создава хаос во набавките и ги остава полициските службеници без основни услови за работа, додека Тошковски говори за безбедност, ред и професионализам, тој не може да обезбеди ниту квалитетна униформа за полицијата, обвинуваат на крај во денешното соопштение од Левица. Билатералниот спор со Бугарија треба да биде врз база на реципроцитет, а не врз база на подчинување како што сака Филипче и СДС, порача од владејачката ВМРО-ДПМНЕ. Билатералниот спор со Бугарија треба да биде врз база на реципроцитет, а не врз база на подчинување како што сака Венко Филипче и Социјалдемократскиот сојуз. Времето кога Македонија водеше подчинета и понижувачка политика, предводена од Филипче, неговиот ментор Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз заврши. Граѓаните во најголема мера даваат недвосмислена поддршка на Македонија кон европскиот пат, но исто така сличен процент на граѓани сметаат дека државата не треба да прави повеќе отстапки за да стане дел од Европската унија. Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ цврсто стои на ставот дека европскиот пат на Македонија не треба да е еднонасочна улица, туку дека Бугарија треба да ги испорача незините обврски, како што се пресудите од Европскиот суд за човекови права. Секако, оваа државничка политика во која не прифаќаме уцени и диктати од официјална Софија, не им се допаѓа на Бугарија и на специјалниот бугарски пратеник во Македонија Венко Филипче, кои имаат добро координирани ставови и тези кои ги пласираат во јавноста. Ваквата мекотелна политика на Филипче и Социјалдемократскиот сојуз со подчинувачки изјави и отворени симпатии кон Бугарија нема да му донесе добро на него, но не и носи добро и на државата. Така беше и со Заев, така беше и со Ковачевски, а сега истото и со Венко Филипче. ВМРО-ДПМНЕ нема да дозволи нови понижувања во евроинтегративниот процес на Македонија. Додека граѓаните чекаат реформи за Европската унија, Стоилковиќ во Кина промовира стратешка соработка, рече на пресконференција портпаролката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Богданка Кузевска. Додека граѓаните чекаат реформи и европска иднина, вице-премиерот Иван Стоилковиќ, најблизок соработник на Мицкоски и втор човек во државата, се обраќа на 7-миот состанок на локалните лидери на Кина заедно со српската делегација. Во земја која е полноправна членка на НАТО и кандидат за членство во Европската унија, вториот човек на владата отворено промовира стратешка соработка со Кина. Човекот кој јавно се дружи со ноќните волци на Путин, кој слави со проруските структури во Република Српска и кој е тесно поврзан со српските безбедносни служби, сега директно заговара продлабочување на врските со Пекинг. Ова, почитувани, не е дипломатија. Ова е јасна антиевропска и антизападна политика на криминалната група на власт. Мицкоски, Стоилковиќ и ВМРО не сакаат во Европа. Не сакаат реформи, не сакаат правда. Сакаат изолација, зависност од автократи и продолжување на криминалот без контрола.
Граѓаните веќе јасно гледаат. Владата на Мицкоски со една рака ветува Европска Унија, а со другата работи за Кина и руските интереси. Доста е со двојната игра. Продолжуваме со вести од спортот. Ракометната федерација го смени домакинот за машкиот бараж во Суперлигата. Дуелот помеѓу Струга и Младост од Богданци наместо во Радовиш ќе се игра во Скопје во населбата Бутел. Ракометната федерација на Македонија информираше дека изврши промена на местото на одигрување на баражот за пласман во Суперлигата. Баражнат преварот, во кој ќе играат екипите на Струга како предпоследна во суперлигашкиот плей-аут сегмент и екипата на Младост од Богданци како второпласирана во првата лига. Наместо во Радовиш, како што првично беше договорено, ќе се одигра утре, среда на 3 јуни во Скопје во населбата Бутел во салата Антон Димитров со почеток од 19 часот. Причина за промената во машката конкуренција е обезбедување на највисоко ниво на транспарентност, еднакви услови за надпреварување и непречена организација. Кога во прашање е женскиот бараж, во кој ќе играат Пелистер и вториот тим на Ѓорче Петров, дуелот останува да се игра според планираното во Радовиш во салата 25 мај, утре на 3 јуни со почеток од 17 часот и 30 минути. Да ја проследиме временската прогноза. Сончево со мала до умерена облачност. Попладне ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер во западните делови од западен, а долж по Вардарието од југоисточен правец. Температурата ќе се движи од 14 до 30 степени. Почитувани гледачи, тоа беше се во ова издание на Дневникот на КТВ телевизија. Ви благодарам што не следевте и имајте пријатна вечер.